На 21. октомври 1919 година роден е Димче Јанко, еден од најактивните резбари од постарата македонска генерација, кој зад себе има оставено голем број на уметнички копаничарски дела. Тој својот живот го посветил на усовршувањето на копаничарскиот занает и се смета за представник на македонската резбарска уметност како дел од повеќевековната копаничарска традиција. Во 1947 година, заедно со група ентузијасти од Охрид, Методи Патче, Насте Мише, Борис Бабаче, Насте Црниот, Хралампие Константиновски и други, на иницијатива на тогашниот капетан на морнарицата, го формирале бродарското друштво Стрмец, предвесник на едриличарството во Охрид, на чии темели е формирана Едриличарската федерација на Македонија. По 1947 година работел во ателјето за уметничка резба на Андон Дуков и се до неговото укинување до 1962 година. Во периодот од 1962 до 1965 година работел во Охридскиот народен музеј на изработка на предмети со резба заедно со колегите резбари Славе Крстанче, Вангел Наумовски и Перо Калајджиев. Во периодот од 1963 до 1966 година учествувал доброволно на одржување на курс во Пионерскиот дом во Охрид. Во периодот од 1965 до 1968 година работел во Југо Експорт, а потоа во Бистра Продукт, каде изработувал предмети по нарачка. Во овој период била изработена комплетната гарнитура и таван, кои подоцна биле дел од интериерот во издавачката куќа Мисла во Скопје. Во 1973 година тој заминува во пензија, каде што потоа продолжува да изработува предмети по нарачка. Во овој период работел како надворешен соработник во својството советник на главниот инженер во состав на резбарската работилница на предпријатието ЕМА од Охрид. Починал на 12 јануари 2014 година во Охрид. Беше тоа на 21. октомври 1943 година, кога во селото Издеглавје, Охридско, е одржан првиот свештенички собир на слободната територија на Дебарца. 30 народни свештеници, изредувајќи ги стремежите и определбите на православното свештенство и на верниците од цела Македонија, донесе мощни и значајни одлуки. Свештениците и македонските христијани беа повикани да се вклучат во народно-ослободителното движење и со сите сили и средства да ја помагаат народната војска. Според одлуките на собирот, откажана е секаква јурисдикција на туѓите цркви врз црквата на Македонија, а во црковната администрација е воведен македонскиот јазик. При тоа свештениците се ставија на располагање на народната власт. Потоа е формирана првата организирана црковна власт, формирано е архиерејско наместништво, а за прв наместник е поставен заслужниот деец и учесник во народно-ослободителната војна Протаставрофор Антим Поповски. Беше тоа на 21. октомври 1990 година, кога во Струга е поставен камен темелник на новиот црковен храм Света Петка, а во селото Опаје Кумановско е осветена црквата Свети Ѓорги.